Драги гледачи, вие сте во ново издание на Откриени тајни. Ви благодарам што сте дел од оваа емисија. Ви благодарам за убавите пораки, за убавите пофални зборови кои што ни ги праќате. Многу ми е мило дека ви се допаѓа и вас Откриени тајни. Мојата цел е да помогнам и да го подобрам опстанокот во врска со некои кратки мотивацијски совети кои што ги имаме. Она за кое што сакам да продолжам да зборувам, сакам да кажам нешто повеќе на тема сигурност и самодоверба. Интересна е темата самодоверба и заради тоа би сакал да зборувам повеќе на оваа тема. Зборот самодоверба во суштина не значи само верба во себе си, иако тоа во суштина и значи верба во сопствените одлуки, верба во моите цели, верба во мојот пат, но секогаш самодовербата е поврзано со вербата, за тоа и таквиот збор. Но она што е интересно да се даде или да се докаже на оваа тема на самодоверба е дека самодовербата исто така зависи од вербата во другите луѓе. Видите, самодовербата не е само јас да верувам во тоа што сум одлучил и јас да сум сигурен во тоа што го правам и да сум сигурен во својот пат. Што ќе се случи доколку има некој кој што не верува на околината и не верува на луѓето? Ете, луѓето и околината се клучен фактор и нашиот став кон нив се клучен фактор дали ние ќе имаме сигурност и самодоверба. Дали некојаш ви се случило да отидете во кај некоја група на луѓе која што не е благонаклонета кон вас, да кажеме, и одеднаш вашата емоција исто така можеби да се смени. Доаѓате во контакт со некој човек кој што е антагонистичен, доаѓате во контакт со некој човек кој што едноставно не ве прифаќа. Што се случува со вашата сигурност и самодоверба? На некој начин може да се намали. Продолжуваме во истиот ритам и она кое што сакам да го кажам на оваа тема е зборувавме дека имаме наш простор и тоа го крстивме биди. Гледате, биди е тоа кое што сум јас. Па тек после правиме некои акции и како резултат на сето тоа на крајот имаме нешто. Но биди, како што споменав, како што сум кажал и во многу претходни емисии, затоа што овој концепт на биди прави име е повторно се провлекува скоро во секоја емисија на Откриени тајни. Биди е простор. Знаете, ако ја го контролирам овој простор каде што се наоѓам себе, каде што се наоѓам во моментот, можам да кажам дека имам повеќе сигурност и самодоверба. Дали можете да замислите како би изгледала оваа емисија доколку сум малку посрамежлив и доколку малку можеби се скријам зад оваа табла и можеби не сакам да ве соочам и не сакам да искомуницирам нешто кое што е поврзано со мојата публика? Знаете, афинитетот или пристапот кон околината, кон публиката, кон камерите, кон вработените, дефинитивно го гради тој простор. Доколку јас дојдам во некој простор каде што сум нападнат, каде што не сум добре дојден, каде што не сум прифатен и моето биди, гледате, мојот простор ќе се намали. Сте биле да некогаш децата се убав пример за сигурност и самодоверба? Ќе дојдат во некој простор, едноставно ќе се растрчаат секаде, ќе се обидат да допрат се во собата, но можеби имате некој во околината кој што е на пониска фреквенција на вибрации со малку подруго биди, кој што е малку постатичен, кој што е малку поповлечен од животот, можеби ќе дојде кај неговата баба или можеби ќе дојде кај некој кој што едноставно не може да толерира толку движење како што го има децата и што му вика таа? Не фаќај тоа. Пази, немој да си тука, седни на столчево и сака да му го намали просторот и кога ќе му го намали тој простор, кога ќе му го скуси тоа биди, во тој момент може да го контролира детево, може да го прифати детево, може да го има детето. Знаете, околината влијае на тоа дали ние ќе бидеме сигурни, ќе имаме самодоверба и како нашата акција, односно како нашите мисли ќе бидат. Доколку јас во мојот ум имам регистрирано многу такви стопови, тоа ќе влијае врз мене. Замислете, имате некое детенци сака да си пее. Едноставно сака да го пее текстот и пее, но не го баш кажува текстот на правилен начин, но има огромна желба да пее.
И во еден момент имате братче негово, сестриче негови, роднини негови, абе гледай што преш. Значи не го знаеш текстот. Значи ме срамиш. И одеднаш тоа е на некој начин стоп и не дозволуваме да посегнеме кон околината. Таа инвалидизација, тој стоп, таа критичност кон нас, видите, не тера да се повлечеме во нас и да го намалиме тој простор. И замислете, детево имал свој брат, кој што бил можеби помузикален и поталентиран од него, но овој ја имал сета таа желба да настапува, да пее и така натаму, иако не ги знал зборовите, затоа што бил на странски јазик. И одеднаш со целото тоа стопирање, гледај што правиш, не ме срами пред другите, гледај како пееш, фалшираш постојано, сето тоа кога ќе остане во умот на детето, нареден пат дури и кога е сам под туш и сака да почне да пее, веднаш му доаѓа таа контрамисла, која што има слушнен до околината, и контрамислата го стопира и на некој начин го прави сомничав дали треба да испее сега или не. Гледате, и саме. А знаете што ќе се случи доколку сака да пее пред друштво и бил стопиран и инвалидизиран дека не знае да пее? Гледате, човеков има желба да пее, но во неговиот ум се сите тие слики, целата таа меморија од претходните пати, кога бил стопиран, кога бил инвалидизиран, од околината, без разлика дали таткото, мајката, пријателите, девојката, браќата или сестрите. Гледате, тоа се регистрира во неговиот ум и таа мисла почнува да се активира и нашиот подсвесен ум на некој начин ни го стопира нашето биди, но гледате, тоа е дојдено во нашиот ум од некоја околина која што можеби не го толерирала нашето биди и нашето постоење во тој момент. Зборувам во моите емисии колку е битно да го прифатиме човекот каков што е, со целото негово биди. Гледате, поради тоа што прифаќањето на другите луѓе, давањето на потврда, пофалувањето е тоа кое што ни зголемува сигурноста и самодовербата. Не можете да имате човек кој што има сигурност и самодоверба во околина која што го постојано критикува, која што постојано го инвалидизира, која што постојано му наоѓа мани. Околината, сакајки, не сакајки, свесно, несвесно, многу често ни ја руши нашата сигурност и самодоверба. Ајде тоа да го прикажеме на следниот начин. Ова сме ние. А рековме дека имаме некаков простор кој што го креираме. Имаме дадени ставови во врска со работите. Ето, ова сме ние. Ова е нашето биди, нашите ставови, нашите идеи. Може би замислете, ја имам идеја дека, окей, можам да направам некоја убава емисија, дека сум добар мотивацијски говорник, дека знам да се сконцентрирам на публиката и дека имам добри комуникацијски вештини. Замислете, сето тоа го креира овој простор. Овој дел е дека знам да комуницирам, овој дел е дека имам сигурност и самодоверба, овој дел е дека ја сакам мојата публика, овој дел е дека јас сум заинтересиран за нив. И доаѓа некој човек и не еднаш, него постојано и постојано и постојано, со своето однесување, со својот коментар, со своите критики добронамерни, затоа што у наводници, затоа што некојаш не се добронамерни, едноставно го побива целиот тој простор и ќе дојде ќе ти каже: "Абе слушај, треба да поработиш малку на комуникацијата." Океј. Знаеш, можеш да бидеш малку подобар. Ти мислиш дека си добар, ама во суштина не излага тоа баш најквалитетно како што ти го мислиш. И однаш почнува те замислува. Имав така еден пријател, кога почнав да работам и да ги правам овие емисии, дури не беше на TV24, беше на друга телевизија, нема да заборавам. Завршувам со емисијата, ја снимив, се емитуваше, огромен број на комплименти добив и ми се јавува пријателов, наводници, и ми вика: "Еј, супер ти беше емисијата. Знаеш, добро беше. Знаеш, ова можеше да го направиш подобро и ова, ами тоа што го кажа не звучеше баш најдобро. Внимавај нареден пат кога ќе го кажеш тоа и тоа и тоа и тоа. Ама знаеш што, окей си, ама гледај нареден пат да биде подобро." И сега ја завршувам со муабетот со овој човек и више сум несигурен поради тоа што ја чувствувам дека неговата намера не е пријателска. Затоа доаѓа мојата несигурност. Гледате, поради тоа што оди со добронамерна идеја, ама јас знам дека таа добронамерна идеја не е баш добронамерна идеја, знаејќи го човекот со кој што сум бил многу пати во комуникација, знам дека неговата цел не е навистина да ме подобри. Сте виделе, кога имате луѓе кои што знаете дека сакаат да ве подобрат, ја чувствувате нивната намера.
луѓето се срдечни, те фалат, едноставно зрачи од нив добрата намера. Но некогаш имаме дадени критики, дадени инвалидизации кои што не се баш најсоодветно кажани. Сега тие работи го кршат овој простор. Гледате, еве го просторот. Еве мојата способност да комуницирам, еве мојата способност да соочам камерата, еве мојата способност дека сакам да сум заинтересиран за публиката, за која што едноставно сакам да им пренесам знаење. Доаѓа некој човек и вика, знаеш што, ти уствари си се интересиран само за тебе, тебе не ти гајле за публиката? И однаш дури тоа ви го инвалидизира како ваша сигурност. И ако сте биле со некој човек кој што е целосно несигурен, кој што е целосно повлечен во себе, кој што не може да си донесе своја одлука и нема свое ја во животот, секогаш прашајте, има ли некој кој што многу го критикува? И очигледно е, знаете што се случува? Оваа сигурност која што имаме околу нас, кога некој човек ќе ни одземе и ќе ве направи дека во суштина не сте толку добри колку што мислите дека сте, секако дека се јавува конфузија во вашиот живот. Што се случува во тој момент, кога имате такви луѓе до вас, затоа што многу често ви одземаат сигурноста и самодовербата точно преку тие критики кои што се пречести. Јас секогаш кажувам во моите емисии, за да му даете на некој човек критика, треба да му даете 3 потврди. 3 потврди, 1 критика, одлично. 3 критики и 1 потврда, не е добро. Поради тоа што добрината и нашата сигурност и самодоверба расте од потврдата. Расте од признавањето, расте од пофалбата. Знаете што? Светов е полн со убави работи кои што чекаат да бидат пофалени. Луѓето околу вас имаат толку многу убави карактеристики кои што чекаат да бидат пофалени. Гледате, можеби некогаш имате во фамилијата некоја жена или некој маж кој што едноставно така малку едуциран и си има свој умствен елемент и своја умствена, како да кажам, програма. Можеби и татко му негов бил така, мајку војнички став кој што знаеш, секогаш треба да те критикувам, ја уствари ќе те направам подобар само ако ти скритикувам, а никогаш не му дал пофалба. Тој човек не може да има сигурност и самодоверба. Ете, сигурноста и самодовербата доаѓа од просторот. Просторот доаѓа од, замислете, фрламе честички и знаеме дека ова е нашата сигурност. Знаеме дека можем ова да го направам добро, ова да го направам добро, ова да го направам добро, ова го правам супер. Веднаш дојде некој и ти вика, тоа не го правиш добро, тоа не го правиш добро. Веднаш ти се повлекуваш. Како можеш да имаш сигурност и самодоверба? Немаш ни простор. Сте ги виделе несигурните луѓе, немаат простор, поради тоа што нивното биди се намалува. Кога ќе влезат у собата и изгледаат несигурно, несигурниот човек премногу мисли. Зошто мисли? Поради тоа што не знае дали тоа што го мисли исправно или не. Толку често пати бил инвалидизиран, толку пати бил побиван, да фактички сега веќе не знае дали таа мисла е добра или не. И обично кого го консултираат несигурните луѓе? Знаете кого го консултираат несигурните луѓе? Тие што ги направиле несигурни. Тоа е интересното. Лете, имате луѓе околу нив кои што ги прават несигурни. Ајде да влеземе у светот на модата. Имате некоја преубава девојка, со убаво срце, едноставно се што ќе стави на неја изгледа убаво. И може би имате некоја другарка која што малку и љубомори и одеднаш ќе почне да наоѓа замерки како ова не ти стои косата, не ти е добра, ова треба да го направиш, она треба да го направиш, и одеднаш девојчево е до толку несигурно да секогаш пред да излезе во град мора на неа да и се јави и да ја консултира дали може да излезе и што таа мисли во врска со нејзиниот изглед. Гледате, сега таа станала моќниот човек кој што го диктира нејзиниот живот и таа веќе нема своje ја, таа веќе нема своje биди. Мора да го побара мислењето од некој друг. Тоа е едно од работите што сакав да ги кажам на оваа тема, сакам да зборам за уште една тема. Започнав со колку вербата е важна во целиот процес на сигурност и самодовербата, ама не вербата во себе, вербата во луѓето. Гледате, вербата во луѓето кога ќе изгубиме. Овие луѓе што постојано критикуваат, знаете што имаат направено? Имаат изгубено вербата во луѓето. Сте видели луѓето кога се малку премногу критични, премногу цинични, што се случува? И изгубиле вербата од луѓето, се разочарани. Тие луѓе немаат самодоверба. Тие обично некогаш и го прават точно ова за кое што зборев, сакајки или не сакајки, дека почнуваат
тие нивни стравови и сомнежи да им ги наметнуваат на другите луѓе кои што едноставно си имаат сигурност и самодоверба. Знаете дека сигурниот човек и кој што има многу самодоверба едноставно не се плаши од другите луѓе. Не се плаши поради тоа што верува на нив. Во суштина, најмногу самодоверба имаме кога целосно сме посветени и сакаме да им помагаме на луѓето околу нас поради тоа што ги сакаме и поради тоа што им веруваме и поради тоа што не мислиме дека нешто лошо може да дојде од таа страна, едноставно се посветуваме и се даваме на нив. Да ќе се збуниме кога ќе добиеме од другата страна од некој негативен, можеби повеќе или помалку човек кој што е негативен, некаква критика. Но тоа не значи дека не треба да продолжиме да веруваме на луѓето, поради тоа што луѓето се добри. Да и тие луѓе кои што се критичари, кои што станале цинични, кои што едноставно постојано кажуваат некои негативни работи, тие си имаат највише мака со самите себе си. Замислете како да живеете во тој нивни универзум или во тој нивен ум. Но во суштина, ако јас не верувам на луѓето дека се добри, на сите тие кои што ќе дојдат да ја слушнат моето предавање и дека заслужило да го дадам јас моето најдобро за нив, во тој момент ја нема да имам сигурност и самодоверба. Во тој момент ќе бидам исплашен. Што ако некој каже нешто? Што ако некој ме праша нешто? Што ако некој што ако почнам да мислам премногу? Гледате, кога верувам на луѓето дека се добри, дека сакам да им помагам, дека едноставно се дојдени тука да се подобрат, вие немате мисли кои што ќе ве стопираат. Со цело срце се давате на околината. И поради тоа што со цело срце се даваме на околината, ние не почнуваме да се сомневаме и да размислуваме дека нешто лошо може да се деси. Ете, тоа е целата идеја. Идејата е да веруваме во нив, поради тоа што, кога сакам да го кажам, најдоброто од нас не е за нас. Најдоброто од нас е за другите луѓе, поради тоа што ги сакаме. Ја би рекол поради тоа што имаме сигурност и самодоверба да им веруваме. Ете, разочараните луѓе, циничните луѓе, луѓето кои што постојано критикуваат, мислам дека не се храбри. Знаете зашто мислам дека не се храбри? Поради тоа што мислам дека е храброст да се сака. Зошто? Поради тоа што кога сакаме можеме да бидеме разочарани. Поради тоа мислам дека е храброст да се сака. Поради тоа што мислам дека е храброст да се верува во добро. Зошто? Поради тоа што секако дека можеме да бидеме разочарани. Луѓето кои што не веруваат веќе во добро, кои што не веруваат во љубов, кои што се разочарани, се веќе повлечени од животот и постоењето. И затоа се таму каде што се. Поради тоа што точно ја изгубиле вербата, љубовта, креативноста. Овој универзум е секогаш двоен, имате плюс, минус, топло, ладно, добро, лошо, ден, ноќ, се е двојно. И кога ќе излезете на сцената да победите, може да изгубите. Кога ќе отидете да сакате, можете да бидете разочарани, да почнете да мразите. Кога сакате да идете да победите, имате шанса да изгубите. Кога сакате да постигнете нешто, можеби и може да се деси да не го постигнете тоа нешто. Но таа фаза на тоа ризикување да живееме е уствари убавината на животот и на постоењето, поради тоа што таму го живееме животот со сите позитивни емоции. Човек кој што се разочарал од животот и постоењето не може да му приде на животот повторно со позитивни емоции, поради тоа што знае дека му пришол еднаш, научил погрешна лекција, ја би рекол, и се повлекол, за да не биде повторно повреден, одлучил да не живее. Пак ќе кажам, мислам дека е храброст да бидеме. Мислам дека е храброст да бидеме сигурни да имаме самодоверба, поради тоа што тоа бара да веруваме и да бидеме храбри да веруваме дека можеби ќе успееме, ами ако не успееме, ако се разочараме, па што? Не мораме се разочараме до тој степен да не се обидеме повторно. Ете, разочараниот човек е сунгер за нови разочарувања. Разочараниот човек бара работи да се разочара. Храбриот човек бара причина да биде. Храбриот човек бара причина да сака. Ете, храбриот човек бара причина да постои и сваќа дека животот е игра и дека без разлика ако добие пораз, не мора да го свати тоа трагично и на тој начин да се спречи себе си да биде и да постои. Животот е игра. Животот може да е преубав. Животот не е премногу сериозен. Ако му пристапиме многу сериозно, секогаш ќе одиме со тој сомнеш дека ќе изгубиме, но така не се игра. Гледате, кога сме несериозни,
но под несериозни не мислам неодговорни. Мислам несериозно одговорни, со позитивен дух да играме, секогаш завршува како што треба, поради тоа што универзумот ја сака таа емоција, универзумот ја сака таа вибрација и универзумот ги наградува храбрите, поради тоа што само храбрите решиле да ризикуваат, да сакаат, да бидат, да се борат и да се позитивни. Лесно е да е човек негативен. Треба само да се откаже да се разочара. Тешко е да си позитивен, затоа што тоа бара верба, љубов, истрајност и едноставно верување во сонништата и верување во целите. Ви благодарам многу што бевте со нас. Се гледаме повторно наредната недела. Пишете ми за која тема би сакале вие да ја слушнете. Ви посакувам убав ден. Пријатно.